На покана на градоначалниците Радко Димитровски и Тони Тоневски, новинари и сниматели на локални, регионални и национални медиуми, на 21 декември го посетија спортско-рекреативниот центар Пониква, каде на лице место можеа да се уверат во новите содржини инвестирани од страна на државата и општините. Градоначалниците практично извршија промоција на изградените објекти и инсталираната опрема, која за прв пат во историјата на овој планински центар овозможува современи предуслови за богата туристичка сезона. Посетата се реализира по пријатно сончево време, а за новинарите најатрактивна беше ски патеката број 1, на која на вештачки снег скија 20 влюбеници во скијањето. Знаеме дека во целата држава, во другите скијачки центри, кубурот со снег, дека не располагаат со снег, а ние на лице место забележуваме во претходните 3 дена, благодарение на инсталациите кои што се во активна состојба, кои што нормално работат, забележуваме дека првите скијачи веќе се на самите терени. Ова ќе допринесе да Пониква го полека реализира оно што е зацртано, да стане еден центар не само на Источна Македонија, не само на општините кои што гравитираат тука, туку и пошироко во цела држава и пошироко на Балканот. За прв пат имаме една ваква поголема инвестиција од над 1 милион евра покрај системот за производство на вештачки снег, поставени се и светилки за ноќно скијање. Ние како општини заедно со општина Кочани формиравме јавно комунално предпријатие кое што треба да управува со скијачкиот центар Пониква. Исто така инвестиравме и во изградба на една улица која што ги поврзува двете скијачки патеки. Направивме и студија преку Источниот плански регион, која што студија треба да биде почеток за еден посериозен развој на Осогово како туристички центар и се надеваме дека во наредната година ќе имаме уште многу поголеми инвестиции, со што Пониква и Осогово ќе прераснат во еден од најубавите туристички центри во источниот дел на Македонија. Градоначалниците го истакнаа задоволството поради се поголемиот интерес за купување парцели за изградба на викендички и угостителски сместувачки капацитети на Пониква. Јас искрено сум изненаден од тоа колкав интерес покажуваат граѓаните за купување на локации за изградба не само на викенд куки, туку и на одмаралишта. Веќе имаме заедно со општина Кочани направено и нови детални урбанистички планови, каде што ќе понудиме и други содржини кои што треба да ги има еден ваков скијачки центар, односно локации за хотели и за други објекти кои што треба да ги има на Пониква. Ние како општина Кочани имаме 3-4 објекти, тие имаат околу 20 на објекти кои што се веќе продадени, парцели, и нивната градба започнува, некои се веќе започнати, а другите ќе почнат градбата во наредната година, значи кога ќе заврши зимската сезона. Така да очекуваме наредната сезона да биде со двојно поголеми сместувачки капацитети. Новинарите имаа прилика да го снимат работењето на топовите за снег, кои во услови на сонце и ведро небо ја забелеа падината на Пониква, потоа ново изградениот асфалтен пат до тројката, патеката за сноуборд, осветлувањето, езерцето за акумулација на вода и други сегменти.